Од 14 часот и 20 минути кога е регистриран и последниот земјотрес со јачина од околу 2,9 според Рихтер, до сега значи не се регистрирани ниту еден земјотрес овде во Охрид и во Охридското подрачје, што значи дека можеби ситуацијата полека се смирува, исто така и Охридското тло, а исто така и охриѓани и локалното население ќе можат конечно да здивнат од серијата потреси кои што го потресоа Охрид и регионот и конечно ќе можат да се вратат во своите домови. Денеска камерата на телевизија Нова, она што можеше да го забележи е дека Охрид беше невообичаено празен, бидејќи уште како што информиравме уште вчера, граѓаните кои што работат на бензинските станици овде во Охрид не информира дека дека мештаните масовно ги полнеле резервоарите со гориво и заминувале од Охрид кај своји роднини, кај своји пријатели кои што живеат во други градови со цел да не се овде кога евентуално би дошле наредни земјотреси кои што би можеле да направат и поголеми штети. Исто така и денеска ни кажа дел од граѓаните кои што веќе се заминати во Струга и во Велеса и во Кичево, исто така ни кажа дека планираат уште неколку дена да седат надвор од Охрид, барем додека да се стабилизира ситуацијата од после серијата земјотреси кои што во изминатите 48 часа се регистрирани нешто околу 40 помали со интензитет земјотреси со интензитет од 2 степени до скоро 3,9 негде и до 4 според Рихтер. Она што можевме да го забележиме овие 2 дена овде во Охрид е дека земјотресите се главна тема не само помеѓу возрастното население, туку и помеѓу децата кои што навистина се исплашени за својата безбедност по серијата земјотреси, како што кажав, околу 40 во изминатите 48 часа.